Не постои опасност да пропадне проектот за електроенергетско поврзување на Македонија со Албанија со изградба на нов 400 киловолтен далековод и изградба на нова трафостаница кај Охрид. Напротив, се интензивира и двата тендери ќе бидат објавени овој месец. Реагира АД МЕПСО на текстот на порталот Плюс Инфо, во кој наводно според добро упатени извори, проектот вреден 48 милиони евра доцни веќе 2 години и постои опасност да пропадна. Порталот пишува и дека според некои вработени тендерот се местал, но раководството било со цврста намера да ја истурка работата, па многу луѓе во МЕПСО биле сменети од своите позиции. Наводно директорот инсистирал два тендери за трафостаницата и за далноводот да се спојат во еден. Од јавното предпријатие ваквите наводи ги оценија како груби дезинформации и невистини, со кои, како што велат, се прави обид да се наруши угледот на генералниот директор на МЕПСО и на многумина компетентни професионалци вработени во компанијата. Апсурден е наводот во кој се прејудицира дека се избрани фирми на тендери кои не се ниту распишани. Најодговорно тврдиме дека е чиста дезинформација дека е вршен притисок за спојување на двата тендери во еден. Напротив, менаџментот има обврска да ги разгледа сите опции. Факт е дека имаше промена на лица кои учествуваат во работниот тим за реализација на проектот, но легитимно е правото на генералниот директор да поставува и да менува членови во работните групи, особено кога поединци не ги даваат очекуваните резултати. Веќе одбравме конзорциум од реномирани странски консултанти со кои се ревидираат тендерските документации и сега се вршат последните подготовки пред објавување на два тендери. Претходно порталот Плюс Инфо објави дека постои 2-годишна војна меѓу генералниот директор на МЕПСО Сашо Василевски и неговите опоненти од ова јавно предпријатие, која опасно го загрозува проектот за електроенергетската интерконекција со Албанија, инвестиција со пари обезбедени од Европската банка за обнова и развој, 36 милиони евра заем и 12 милиони евра грант. Во декември завршува договорот за користење на заемот од ЕБОР, а на теренот нема ништо, дури ни градежна дозвола, стои во текстот на порталот. Генералниот директор Василевски денеска не сакаше да ги коментира ваквите наводи. Се повика на официјалното соопштение од МЕПСО испратено до јавноста, во кое се вели дека паушални се информациите дека проектот нема градежна дозвола, а процесот за добивање одобрение за градба тече независно и не е поврзан со објавувањето на тендерите.